Постигнатиот мир во Колумбија, со кој се стави крај на 52 годишната граѓанска војна, може да представува надеж и поттик за решавање на конфликтите кои беснеат во светот, како што се тие во Сирија или во Судан, истакна председателот на Колумбија Хуан Мануел Сантос за време на церемонијата на која му беше доделена Нобеловата награда за мир која се одржа во Осло. Во говорот со кој се заблагодари за големото признание, Сантон цитираше стихови од антивоена песна на Боб Дилан, добитник на годинешната Нобелова награда за литература, и изјави дека тој самиот црпел инспирација од други мировни процеси со кои запреле долгогодишни конфликти, како што се тие во Јужна Африка или во Северна Ирска. Наградата која на Сантос му донесе златен медал, диплома и парична награда од 8 милиони шведски круни, што е околу 870.000 американски долари. Сантос се заслужи за своите напори за ставање крај на граѓанската војна против левичарската герилска група ФАРК, во која животите ги загуби околу 220.000 луѓе. Que esta noticia llegó como un regalo del cielo. Оваа вест дојде како дар од небото, во време кога се чинеше дека нашиот брод лута без правец. Нобеловата награда за мир е ветерот во едра што не однесе до нашата дестинација, пристаништето на мирот. Para llegar a nuestro destino. El sol de la paz. Сонцето на мирот конечно огреа над Колумбија и искрено посакувам тоа да огрее и над целиот свет. Ilumine al mundo entero. Представници на револуционерните вооружени сили на Колумбија, попознати како ФАРК, не беа поканети на церемонијата, освен еден шпански адвокат што ги представуваше, иако неколкумина од комитетот што одлучува за наградата предложуваа и водачот на бунтовниците Родриго Лондоњо да ја подели почеста со Сантос. The award has been made to President Santos. Наградата му е доделена само на председателот Сантос, но таа е намената како гест на чест за целиот колумбиски народ, за луѓето кои што и покрај сите тешкоти и бројни неправди што им се случува, никогаш не се откажаа од надежта дека ќе го дочекаат мирот. Освен председателот Сантос, најголем аплауз на церемонијата добија група од 10 жртви кои присуствуваа во салата и кои беа представени од колумбискиот претседател. Мировниот договор во Колумбија беше постигнат есенва, но за малку ќе пропаднеше во октомври, откако првата негова верзија беше отфрлена на референдум од колумбиските гласачи, поради тоа што многумина ја оценија како премногу попустлива кон бунтовниците. Ревидираната верзија беше потврдена во Конгресот минатиот месец, но без да се одржи референдум како што бараше најголемата опозицијска партија.